Здраво. Денеска ми се случи најглупавото нешто. Поточно кажано, оваа недела. Се започна во понеделникот на 3 час. Имавме тест по македонски и на таа Мила, како си каше, Мила си каше, да. Таа ми побара пенкалце и сега јас немав да ја дадам и дадов молив. Мојот омилен молив. Моливот со знамето на Португалија. И сега си викам, не знам ништо на тестови, ајде колку да се рече да си го напише името, да не биде празен тестот. И го направивме тестот, што го направивме, отидов после тестот да и побарам да ми го врати. Не, тотално ме игнорираше. Не сакаше ни да зборува со мене, ни да ме види во очите. И добро, ајде си велам, може би имала слушалки во ушите, па слушала музика, сите знаеме дека музиката е убава. И добро, после, кога стигнав дома ми текна, па ајде да го побарам. И пишав порака на месенџер, на телефонот, но гледам ја прочитала, не сака да ми одговори. Повторно и пишав порака, не сака да ми одговори. Следниот ден на училиште, одам и што ќе видам? Моливот и го дава на Мија. Толку, ми пукна мене филм, ја немаше веќе ова да го поддржувам. И толку се изнервирав што отидов и го земав дечкото. Мислам, што би направила освен? Бидејќи ми го зема моливот. Сега, од кога откри дека јас си го земав дечкото, многу ми се лютеше, ама не сакаше ништо да ми каже. Па на македонски, на тој глупав македонски час, јас сакав да си седам на местото, но гледам дека многу се врти околу моето столче. Кога гледам, ми ставила лепак на столчето. Не. И го викнав тој како се викаше Марко или Дар, не сум сигурна, не се дружам со него. Не беше така. Не е ни битно, тој не е од тие популарните, јас се дружам со популарните. И му реков да седне на столчето и кога вида се изнервира. Како вида и рече, леле, не седна Калина на столчето, не ми дојде по план. И после тоа ми дојде и почна да ми вришти. Како не ти е срам? Ова она. И јас неа ја игнорирав. После на тестот по математика гледам 2 Калини има, а јас сум само единствена Калина во оделението. И ми кажа наставничката дека она моето име го напиша на тестот за да може ја да добијам лоша оценка. Па каква глупости, просто глупости. Не ми се верува. Децата во новите генерации. Па што направив јас на неа за да може на мене така да ми прави глупости? Ме срамела пред комшиите, ме срамела. Па јас не направив нешто многу лошо. Само дечкото и го земав, па она мене ми го украда моливот, па срамота. Ама добро, еве, јас ќе кажам нешто тука добро, она е многу добра во бирање дечковски. Тоа одма ќе си кажам, многу е добра во тоа.